Со доделувањето на наградите за животно дело и со изведбата на представата Име во режија на Нени Делместре на Театарот Комедија, утре вечер ќе започне 51-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, што годинава ќе понуди како ретко кога квалитетна, богата и разнолика жанровска програма. Во официјалната конкуренција се 12 представи. Лани ние прославивме, како што знаете сите, еден доста голем и историски јубилеј, 50 години, значи го изодевме последниот чекор од првиот дел на столетието на фестивалот. Оваа година 10 јуни нема со ништо да биде помал датум за тоа што пак оваа година ќе го започнеме првиот чекор од вториот дел на неговото столетие. Велам дека секоја година театарот оди во нагорна линија, помалку или повеќе, линијата е секој пат нагорна. Од што појдувам кога ги селектирам представите, еден збор го повторив 3 пати: квалитет, квалитет и квалитет. Тоа е за мене пресудно. Од сите театри кои што ги гледам, го земам најдоброто. 3 дами се годинешните добитнички на наградите за животно дело. Тоа се актерките Сабина Ајрула Тозија и Елхаме Билал, како и театарската критичарка и публицистка Лилјана Мазова. Како и секоја година, публиката ќе може да проследи представи во програмата. Полнокните термини се планирани за проекти изработени од млади драмски автори, режисери и актери. Представите ќе се одвиваат во Домот на културата Марко Цепенков, во театарот, меѓутоа и на отворено ќе биде искористен амфитеатарот во најстарата населба Варош. Секако ќе има и одредени монодрами и други перформанси кои ќе се случуваат во централното градско подрачје. Према тоа, овие недела дена ќе биде секако доста интересно, забавно во градот под Марковите кули, а јас се надевам дека и ова година сите прилепчани со нетрпение го очекуваат овој голем театарски фестивал кој секоја година се одржува во нашиот град. Во придружните манифестации ќе има промоции на книги, односно представување на голем избор на литература што е издадена меѓу двата фестивали.